Радев и Пендаровски се испокараа кој кого канал и зошто немале конструктивна средба повеќе од 2 години. Во последните години најмалку 10 пати го канев председателот на Македонија Стево Пендаровски да ја посети Бугарија. Единствената посета беше на 1 октомври при отворањето на интерконекторот. Дури и тогаш разговарав со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен за да може Македонија да добие финансиска помош од Европската унија за набавка на струја. Радев не заборави да потсети дека тој лобирал кај председателката на Европската комисија Македонија да добие финансиска помош за набавка на струја. Според Радев, болката на Пендаровски е тоа што тој го отворил прашањето за правата на македонските бугари пред европските институции. Пендаровски рече дека во изминатите 2 години немал ниту еден конструктивен разговор со Радев, потенцирајќи дека според него не постои клима на добро соседство. Објективно изминативе 2 години Бугарија имаше серија провокации кон нас и излезе со аргументи за наша блокада кон Европската унија, каква што немало во историјата на унијата. Ниту една држава не блокирала друга држава со тоа што викала вие не сте тоа што мислите дека сте. Да зборувате за идентитетска политика и да викате дека јас не сум македонец и дека само ако ги сменам сите учебници ќе можам да напредувам кон Европа. Ние може да глумиме средби, но последниве 2 години практично немам ниту еден конструктивен разговор со Радев. Со напад се јави и бугарскиот министр за надворешни работи Милков, кој вели дека со затворањето на бугарските клубови Ванчо Михајлов и Цар Борис III, Македонија свесно ја подигнала тензијата меѓу двете земји. Аз по принцип предпочитам да не коментирам, да им дадем малко спокойствие, защото очевидно това изостряне на напрежението и качването на градусите по принцип работят във вреда на това, което те трябва да направят. Дали съзнателно се опитват да вдигнат напрежението, не знам, но това, което бих казал аз също е, че от както беше прието така нареченото европейско предложение, което е прието от целия Европейски съюз, от България и от Република Северна Македония на парламентарно ниво, не виждаме една стъпка, която да е направена в посока на неговото изпълнение или на изпълнението на договора. Нито учебниците, нито нищо, да не говорим за други стъпки, които трябваше да бъдат. Инаку пред 3 години Пендаровски беше оптимист, изјавувајќи дека не очекува никаква блокада на Бугарија во однос на евроинтеграцијскиот пат на нашата земја.